Добар ден, ученици! Моето име е Јосип Анастасовски и сум наставник во основното училиште Кирил и Методи од Куманово. Овој час е наменет за сите ученици од 8 одделение по предметот Граѓанско образование. Новата наставна содржина која што денеска ќе обработиме е со наслов Соработка и поврзаност во заедницата. Најпрви да се запознаеме со целите на часот. Ученикот да знае дека секој може да има различен став и гледиште и тоа треба да се почитува. Ученикот да ги разбира со животот и заедништвото во заедницата, тоест општеството. Ученикот да ги препознава културните разлики како вредности и да знае дека тие се вредности на мултикултурното општество. Ученици, ако се запрашаме дали во светски рамки постои држава во која што живеат луѓе што припаѓаат само на една култура или живеат луѓе кои што припаѓаат само на една заедница, одговорот секако ќе биде негативен. Таква држава не постои. И во нашата држава живеат граѓани што се припадници на различни етнички заедници. Тие се македонци, албанци, срби, турци, роми, бошњаци, власи и другите. Таквите држави или општества каде што живеат припадници на различни култури се викаат мултикултурни општества. Таква е и нашата држава. Поточно ќе одговориме на прашањата што е мултикултура или што е мултикултурно општество. Мултикултура е постоење на повеќе различни групи во едно општество со своји расни, етнички, јазични и други разлики. Општества во кои заедно живеат припадници на различни култури се нарекуваат мултикултурни општества. Ваквите мултикултурни општества се залагаат за признавање на сите етнички и културни разлики. Така секоја култура ќе има еднаков третман и етнички групи со своји карактеристики ќе бидат признаени и почитувани. Иако сите сме различни според културните разлики меѓу себе, сепак сме многу поврзани. Најчесто поврзаноста е преку заедничките институции, како што се на пример општинските институции. Тука спаѓаат сите институции кои што се на општинско ниво. Потоа на сликата ни се представени државните институции, како владата, собранието, министерствата и други државни институции. Подолу можеме да видиме фотографија од една јавно и комунални предпријатија, кои што исто така се заеднички институции, кои што се грижат за потребите на граѓаните. На крајот го представуваме училиштето како институција. Тука најмногу е застапена мултикултурата. Таа се истакнува најмногу во двојазични и повеќејазични училишта. Министерството за образование и наука секоја година со разни проекти помага на училиштата да се развива соживот помеѓу учениците од различна етничка припадност. Преку таквите проекти, како што е на пример меѓуетничката интеграција во образованието, учениците, родителите и наставниците преку различни мултикултурни активности се запознаваат со нивните културни вредности. Така полесно прифаќаме дека луѓето од другите култури имаат различни вредности и не смееме да ги оценуваме како добри или лоши. Не смееме да се убедуваме или за нив да се расправаме. Ќе наведеме еден пример каде во нашата држава
се развива огромна соработка помеѓу различните култури. Тоа е старата чаршија во Скопје. Овие се фотографии од истата. Место каде се негуваат многу културни обележја. Различна традиционална храна, многу занаети, културно-историски објекти, како што се џамии, цркви, анови, амами. Чаршијата изобилува со галерии, музеи, училишта. Се одржуваат огромен број на концерти и театарски представи. На неколку метри оддалеченост се слушаат сите јазици низ чаршијата. Тие јазици се зборуваат во нашата држава. Се разбира дека имаме и многу други примери да представиме, каде луѓето се почитуваат меѓусебно. Сепак, за поубаво живење и напредување во мултиетничкото општество, потребно е да изградиме толеранција, соживот, дијалог, еднакви права и можности. Толеранцијата е на прво место. Таа покажува грижа кон другиот, за да се остави простор за дијалог. Дијалогот е неопходен, ако сакаме да научиме повеќе едни за други. Нема да застанеме тука и ќе живееме сите едни со други. Така ќе напредува општеството и така сите ќе имаме еднакви права и еднакви можности. Ученици, на крајот од самиот час ќе дадеме и една задолжение како домашна задача. Дадени се неколку зборови и изрази на македонски јазик од левата страна. Ваквите зборови и изрази на македонски јазик да се истражат како се изговараат на другите јазици, дадени во соодветните колони кои што се посочени: албанскиот јазик, турскиот јазик, српскиот јазик и ромскиот јазик. Таквите зборови се толеранција, прашањето како си, мир, прашањето како се викаш, рамноправност, добар ден, благодарам. Нема да ви биде тешко да ги истражите овие зборови, соодветно во празните полиња да ги напишете на соодветниот даден јазик. Така ќе научите повеќе зборови за меѓусебна комуникација од другите јазици во нашата држава. Така полесно ќе се разберете со другите, ќе покажеме почит кон другите, ако му се представиме на неговиот јазик. Ученици, благодарам на вниманието. Се гледаме во некоја следна прилика. Останете со добро здравје.